За изградбата на спомен куќата музеј на Татарчеви задолжени беа од Битолскиот завод и музеј. Со директорот разговаравме околу активностите. Приказната за Татарчеви ја продолжуваме и овој пат. Со мене е директорот на заводот и музејот Битола, Зоран Алтипармаковски, еден од виновниците кој што беше задолжен за комплетната реконструкција на спомен куќата на Татарчеви во Ресен. Директоре, ви благодарам што ова утро прифативте да бидете дел од деница на Мега телевизија. Благодарам на поканата. Како што кажа Алтипармаков. Алтипармаков, се извинувам. Како што кажа во најавата, споменавме дека вие бевте оние кои што работевте на комплетната реконструкција на куќата на Татарчеви во Ресен. Кажете ми каков беше предизвикот кога станува збор да се гради објект кој што веќе не постои, а треба да биде автентичен на оној кој што бил некогаш. Се градеше нели на истото место, 280 метри квадратни, меѓутоа вие бевте задолжени апсолутно за секога станува збор за оваа куќа. Значи, куќата на Татарчеви не постоеше. Значи, од 1996 година таа беше срушена. Таа не беше ни во наши ингеренции до тој период, во тој период, и негде со законските измени во 2005 година. Значи, премина со законските измени во Закон за заштита на културно наследство, територијата на општина Ресен премина под надлежност на Националната установа Завод и музеј Битола. После тоа, значи, ние прв пат тогаш се сретнавме дека имаме таму еден празен плац, една гола ледина. И во 2013 година, под иницијатива на владата на Република на Македонија, тогаш беше премиерот Никола Груевски, министерката за култура Елизабета Качевска-Милевска, значи се започна иницијатива за возобновување, значи реконструкција на куќата која што постоела претходно. Значи од таа куќа ние имавме само некои движни работи, минимално нешто и една плоча, која што знаеме дека стоеше, и некои фотографии. Се пронајде еден стар проект, мислам дека беше изработен од Пелагонија, меѓутоа кој што не се одвестуваше, меѓутоа ние го искористивме како добра основа за да почнеме да ја реконструираме куќата. Врз основа на тој проект изработивме сосема нов проект. По наши укажувања, значи беше фирмата Pums Engineering од Битола, со лиценцирана фирма сето тоа, пошто ние не ќе можевме. Меѓутоа со наше учество комплетно, каде што се договаравме точно како ќе изгледа тој објект. И практично започнавме од ништо, со полна поддршка од Министерството за култура. Кога станува збор за оваа куќа, како што споменав, која што е на површина од 280 метри квадратни, имаме покрај надворешниот автентичен изглед на таа архитектура од 19 век. Во внатрешниот дел имаме восочни фигури, имаме документи, имаме други автентични работи кои што, еве дури и креветот на Татарчев е оној на кој што самиот Татарчев нели спиел и е сместен во внатрешниот дел во интериерот на оваа куќа. Министерката во еден разговор кажа дека голем дел од работите кои што се во овој музеј или спомен куќа на Татарчеви се донирани од страна на луѓето, меѓутоа дел се и откупени. Тешко ли беше да се соработува кога станува збор да се приберат сите овие важни моменти од животот на Татарчев во таа куќа? Тешко. За нас ништо не представуваше. Кој направивме? Јас тоа реков, значи минатата година ние започнавме од кога ги добивме, значи од 2013, значи тоа беше период, значи на изработка на проектна документација, од кога изработивме проектна документација, значи до кај 2014 негде почетокот 2014, почетокот на 2015 се добија дозволите. Значи сите оние административна процедура кои што врват и обичните луѓе ја поминавме и ние. Добивме дозвола одобрение за градиво од Министерството за култура, со оглед дека се работи во споменик на култура, и започнавме со градба. Градбата во полн опфат, значи, започна негде во мај 2015 година. Во јули имаше како свечено отворање, ако се сеќавате. Тогаш беше поставувањето на камен тебелникот на 13 јули. Тогаш беше поставување камен на темелникот, меѓутоа ние ги туривме стубовите. Тоа ни рекоа. Па сега тоа исто така го теравме со тоа темпо
затоа и велам дали беше тешко, со тој темпо теравме и понатаму. Ние ова градба требаше да завршиме Во август. Не, сега во негде уште мај негде, мај требаше да се заврши, да се завршат комплетно сите градини, па после одатање технички прием, ние завршивме сега, крајот на март. Дали беше тешко? Беа, значи, цела работа се работи во организацијата, како директор, како раководител. Јас претходно бев и раководител на тој проект. Значи, битно е да ги распределите работите и луѓето да си ја вршат работата. И така се одвива. Секој беше задолжен во свој дел. Значи, после се целата куќа, функционалната организација на куќата е како што беше старата. Меѓутоа со малечки измени, односно со одредени преградни ѕидови кои што се направи пошто тој претходно бил објект за живење, сега мораше да биде јавен објект за намена на посетителите. Значи имаше еден скалишен крак, и тој скалишен крак е недоволен за посетителите и доведува до известни опасности, знаете. Се направи исто симетрично од другата страна, уште еден крак, а горе се воспостави истиот распоред на простори, меѓутоа со стаклен зид, нова современа поставка, она што се бараше од страната на Министерството за култура. Предметите кои што се натре, значи ние неколку пати се обративме преку медиумите, дел од луѓето, значи, не излегува во пресред и дел од предметите беа донирани. Сега не би заборел некој, јас се сеќавам на доктор Ристо Љапчев, кој што беше ни се јави од Скопје и тој донира, меѓутоа имаше и други донатори. И негде 30 до 40% од предметите се донирани, како што е оригиналниот кревет на Татарчев, шифонjerот кој што бе, а другите предмети се откупени од реонот на Преспа и реонот на Битола. Значи, и од периодот од кога што била така. Значи, ние добивавме, знаете... Колку беше тешко да се лоцираат тие работи кога станува збор нели за откупувањето? Одевте на претходно информации дека луѓето ги поседуваат? Да, кога ќе ни се јавија, наша екипа ќе дојдеше, ќе ги видеше тие предмети, ќе ги оценеше и направивме приоритет. Оти ни се јавија и повеќе од што требаше, знаете. Сега ги му објаснивме дека тие предмети не извршни предмети, знаете, меѓутоа не се од тој период. Оти ние го третиравме периодот крајот на 19 век до почетокот на 20. Ако не се лажам, вие по професија сте конзерватор. Архитект. Да, архитект. Така, виш конзерватор. Имате работено на многу проекти, како што е да речам во делот на Мариово, реставрацијата на црквата во Градешница, делот на црквата во Велушина. Зборуваме за нешто што е многу одамнина и претпоставувам дека тоа е ваша пасија. А го спојувам ова прашање со куќата на Татарчеви, бидејќи станува збор да се вратите некаде во понова историја, од ништо да почнете и да направите нешто кое што е оставено на генерациите да служи како голем потсетник и споменик кои сме, што сме и зошто сме. Како нација, како народ, како идентитет. Колку вие се пронајдовте во куќата на Татарчеви како самостоен човек со своја пасија кога станува збор за нели обработка на историјата? Да не разочарам се малку. Тоа за мене е само уште една задача. Разбирате? Јас од самиот почеток јас сум ново работно место. Значи цело време го работиме тоа. Значи во тој дел, во Ресен, сега за прв пат работевме таков објект, а овде во Битола работевме на широк сокак. Ми се чини негде на 70% на објектите на широк сокак бев како раководител. И секој објект, значи од тој период, јас го сметам како еден дел од работата, меѓутоа е многу поважно она што рековте вие. Значи тоа е дел од нашата историја. Она што не смееме да дозволиме да се уништи. Или ако се уништи, да го спасиме, во најлош случај. А најдоброто се е кога ќе успееме да ги спасиме објектите, да ги вратиме во нивниот вистински сеот и тоа е нашето национално богатство. Ние малце, општото ниво на култура, ние тоа го доживуваме, знаете, како нација, народ кој што ги има добиено одредени работи во свое наследство,
и недоволно се грижиме за нив. Тоа Имаме уметнички дела, А дали имаме тоа заради историски... неинформираноста на граѓаните или едноставно за Не би можел да незнаењето кажем. на самото значење на Мислам нештата? дека е нивото сепак на Информираност. културното ниво во Македонија малце би требало да се подигне на повисоко, знаете, поголема грижа, па некако ноншалантно се однесувам со нив. Ние еве во Битола имаме огромен број на споменици и во Ресен исто така. И во Ресен имаат не огромен, меѓутоа одреден број на споменици. Се што се знае, значи Сарајот, и еве сега во овој момент Сарајот на Нија Зибе и го имаме сега куќата на Татарчи. Меѓутоа, кога ќе се погледнете лево десно околу куќата на Татарчи, исто имаме куќи кои што се од тој период, кои што се вредни. Меѓутоа, дел од нив се разрушени, дел од нив се распаѓаат. Сега што да правиме со наша должност е да се грижиме за нив. Значи ние како ви кажав, како едно семејство кој што има некои уметнички дела дома, и тие постепено не се грижиме. Биле тие икони, биле тие сликарски уметнички дела, не се грижиме толку за нив. Значи ли ова дека и понатаму продолжувате со локација на вакви некои објекти кои што ќе треба да ги вратите во живот, а ќе бидат предизвик за Заводот и музеј Битола? Обавезно, тоа не е, значи, тоа не е дел од работата. Тоа не е најважните работи што мора да Имаме ги ли направиме. некоја најава конкретна за одредена локација? Па ете, во врска со Ресен. Неважно, Ресен, Битола. Еве ќе ви кажем конкретно, на пример во врска со Ресен ние се надеваме до година ќе го предложиме ако сето течи вака ситуацијата како што е досега, ќе пошто владата се зададе еден акционен план за конзервација и реставрација на фасадите, па да се обидеме дел од некои објекти во Ресен да ги вклучиме во тој план. А додека во Битола гледат, значи конкретно сега се одвива конзервација и реставрација на Јени џамија. Исто така започна со музичко училиште, сакаме гимназијата, значи, што ни беше во план и безистанот. И понатаму, како што идат средства, како што идат одобренијата, ние ќе тераме понатаму. Значи, сакаме да створиме на слика исто како што беше во 2000 година, кога се започна реконструкцијата на Широк сокак. Значи, до тога Широк сокак може да и помладите генерации не го памтат, пошто изминаа веќе 16 години. Не изгледаше на ништо. Ако ги вратиме тие стари фотографии од куќите тогаш кои што век ги гледа кај што се пајат малтери од куќите, значи ако малце заминеме од Широк сокак по нека улица погоре и веднаш се сеќаваме со таа ситуација. Таков ни беше и Широк сокак. Ние го направивме тој чекор, значи со таа цел да се подигне културната свест на битолчани, да сватат вредноста, да ја сватат на своето богатство кој што го имаат пред себе. И се надеваме дека помогнавме, дека се зголеми можеби туризмот во Битола, може да тргна во некој правец тоа. Гледаме некои куќи дека и на приватни што се приватници. Тоа баш сакав да ве прашам, кога станува збор кои што се заштитени како културно наследство, меѓутоа се во приватна собственост на одредени граѓани во Битола, кога истите би сакале да извршат реконструкција на фасадата или на некои други активности, Нема никаква пречка. дали доаѓаат кај вас за консултација како нештото треба да изгледа? Тоа ми е Доаѓаат прашањето. на консултација кај нас и најчесто прашуваат кога ние ќе му ја направиме. А, вие? Значи, си има створено на погрешна перспектива. Значи, тоа може да беше од времето, ето, да речеме, во социјализмот, кога може таква перцепција се створи, дека за моето е некој друг надлежен да ми го, знаете, ми падна керамидата, кој ќе ми ја поправи. Самите вие сме одговорни. Така може да не се створа само према културното наследство, кој ќе земе према природното богатство, така. Луѓето има таква перцепција. Значи, ја загадуваме природата, уништуваме работите го, дека некој е должен нешто да поправи. Не е должен, ние сме самите должни. Секој сам собственик си е должен да го поправи. Кај нас има случајно, значи, еве да не спомнуваме што како, значи луѓе кои што сме ги направиле конзервација и реставрација на фасадите, идат сега после, значи 16 години и велат мене повторно на фасадата имам проблем. Кога ќе ни ја поправите? Значи, ние не сме некоја служба за одржување. Не знам како имат сватено, како комуналец, ама за комуналец плаќат годишна, знаете, секој месец види сметка. Ние сме служба за заштита, а секој собственик си е задолжен за својата куќа. Значи, била нова, била стара, такви се законските одредби. Значи,
И ако нешто се случи, не дај Боже, нешто око, значи одговорноста е на сопственикот, ако тој дозволи некоја керамида да падне на некоја кола, штетата е плаќа тој, не ние. Одговорноста е кај сопственикот. Секогаш е таква некоја чудна перцепција и сега не знаете и кој беше сега актуелно што се случуваше со спомениците низ градот. Се ова значи за одредени, знаете, имаше случај со офицерски со џепането. Знаете, се уништува таму, вие не превземате ништо. Јас конкретно баш што имаше тука луѓе кои што не се обратија до кај нас и зошто не преземате ништо? Јас ги прашав, вие живеете во, еве, да земеме дека живеете во таков објект. Кога ќе ви провалат натре, или некој кога ќе ви уништува, селувате во Министерство во култура? Кај нас селувате? Се знае, мислам, надлежностите Так. сепак не смее да се дозволи уништување било какво. Ако ние гледаме дека се уништува негде, некој кради, некој, значи, си има кој е надлежен за таа работа. Може ли да најавиме некој проект на кој што во моментот работите покрај Ени џамија, каде што сте активни, каде што Заводот и музеј ќе стави свој печат на нешто што понатаму ќе остане нели во трајно владение? Па ви кажав, сега во наши трајно владение, мислите? Да, може. Значи во наши трајно владение, значи правиме големи напори и мислам дека ќе успееме во тоа. Владата дека ќе ни излезе во пресред со џепането. Значи џепането јас добивме информации дека ќе се даде на трајно користење. Па сега од тука негде да почнеме, па ќе видиме ќе се направат елаборати на тој начин, меѓутоа од крадењето до уништувањето ние тука сме немоќни, знаете. Неодамна баш се искачи во тој дел кај џепането и забележав дека во внатрешноста од левата страна на објектите се подигнати некакви столбови од долните катови. Тоа се гледа дека е нешто ново работено. Имате ли информација кој таму работел, што правел, зошто го правел? Колку што знам имаше натре, да, столбови, тие беа како држаци за меѓукатната конструкција на горниот кат. Мислам дека и претходно, ако зборуваме за истата работа, значи за истото. Мито основно е дека не претежно таму се разградува и тоа не сме да се дозволи. Не само луѓето кои ќе гледаат не џепането. Ние овде во дворот успеавме од цела ова ситуација што се случуваше таму во касарната, од она масовно крадење кој што се дозволуваше и сите така мирно го гледаа, еден тенк да спасиме. Значи таму беа 3 тенка. Замислете, од 2 тенка не остана ништо. И сето тоа се дозволи. Што е со авионите во делот? Авионите, еве, ги гледате кај што се ние побаравме, ако постои некаков начин, барем некако да се слезат, ми тоа немаме финансиски средства, ние тоа да го направиме. Се обративме и до градот, некако се апелиравме кон луѓето да заеднички фирми било што да се најде. Едни од тенк успеавме, го спасивме, го донесовме тука. И веќе кога го донесовме тука, уште тука рефлекторите беа скршени, некој ги скрши рефлекторите, па ги собиравме стакла. Во Битола има некоја, тоа ќе го кажем например во контекст со татарчеви. Значи во Битола има една, се дозволува едно такво уништување и граѓаните на Битола тоа мирно го гледаат, и службите надлежни за тоа. Значи гледаме ние што велите авионите постојано се уништува, се доуништува, значи еден ден ќе снема. А зошто? И тоа е некое наше историско наследство. Се уништуваат спомениците на културата, значи се уништува, се чкрта, се крши, се кради и никој не реагира. Во Ресен имавме, значи Ресен додека се одвиваше градбата на куќата на татарчеви. Значи објектот беше затворен само со една обична патен брава. Патен брава. Немаше чувар натре. Комплетно беше оставени материјали натре. Оставени машини да работат, значи беа пуштени машини за сушење на кошулицата. Другиот ден Сабајле кој ќе дојде, се беше наместо и никој ништо. Значи тоа да ние тому велевме чувар на клавата, Битола тоа. Па сигурен сум јас ни каблите ни цедовите немаше да. И ние знаете тоа го дозволуваме. Зошто се дозволува тоа? Зошто службите никој не реагира? Тоа не ми е јасно воопшто. Ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека во наредна прилика ќе имаме и на други теми што да разговараме и како да разговараме. Благодарам, јас можда бев премногу емотивен за ова, не, така ме подсетивте. Меѓутоа, зошто овој град, малце треба да си го сакаме.
Јас ви благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со утринската програма на Мега.